Пред распуштање на парламентот до 12 февруари, глобите за некои сообраќајни прекршоци ќе бидат намалени за 50 евра, откако ќе се усвои новиот закон за безбедност во сообраќајот, кој е во процедура. Ова се однесува за казните за минување на црвено, претекнување на мост или тунел, недавање предност на пешаци на пешачки премин и во некои други ситуации. Но со овој закон целата вода нема да оди на воденицата на возачите, зашто во некој случај наместо 50 помалку ќе мора да платат 250 евра повеќе. Например, новиот закон предвидува укинување на негативните поени, па возачите нив нема да можат да ги менуваат за пари. Ова автоматски значи и изфрлање од употреба на возачките книшки. Понатаму, полицијата ќе има право да ги одземе возилата кои не се регистрирани повеќе од 6 месеци или возила кои создаваат голема бучава и го загрозуваат јавниот ред и мир за период од 6 месеци па и подолго. Значајна и засега предупредувачка новина има и за љубителите на се поактуелните електрични тротинети, околу чија употреба има многу мислења. Од сега нивната употреба ќе биде само на велосипедските патеки со најголема брзина од 25 км. Онаму каде што вакви патеки нема, тротинетите ќе можат да бидат управувани и на тротоари, но со брзина од само 6 км. Инаку промена на казните нема да има за возачите кои управуваат во алкохолизирана состојба или под дејство на дроги. Овде казните остануваат на 400 евра плюс одземање на возилото на одреден период. Промени во висината на глобите има во други сообраќајни ситуации, а предлагачот смета дека со измените ќе се направи баланс помеѓу глобите и безбедноста во сообраќајот. Со донесувањето на овој закон, возачките дозволи ќе важат до 75 години.